Добро дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест вечерва, моја гостинка да биде Марија Митева, портпарол на владата на Република Македонија, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добре дојде. Добро ве најдов, многу ви благодарам на поканата. Марија, она со кое што светот и Македонија се оптеретени, зборуваме за кризата настаната од иранскиот конфликт, зборуваме за ценовниот шок кој што го има во светот, но во Македонија се уште за среќа не го чувствуваме толку поради X работи, но еве, токму денеска од полнок стапуваат на сцена или во сила новите владени мерки со кои што се држи нивото на цената на горивото, кој беше драстично поразлично, серија мерки со кои што проактивно, буквално кажано, како влада, ги превенирате работите прети да дојдат. Така е, Љупчо. Во вакви ситуации, особено кога станува збор за криза со енергенци, не треба да се гледа само делот околу економската стабилност, туку и околу целокупната стабилност, затоа што кога поскапуваат енергенците, тоа се прелева и во поскапување на цените на храната, на транспортот и на сите останати, би кажала, состојби. Но клучното прашање кој што не само кај нас се поставува, туку би кажала сите влади во моментов се на еден тест пред своите граѓани е начинот на кој што реагираат, а тоа е дали се, како што кажавте, проактивни, дали знаат како да ги спречат сите евентуални состојби, или станува збор за влади кои што не можат да ја најдат точната формула како да помогнат за зачувување на животниот стандард на граѓаните, што практично е и примарна цел на секоја влада и во секоја политика, или барем така би требало да биде. Ме радува фактот што како портпарол на влада моја обврска е да ги комуницирам сите тие владени политики, владени мерки на институциите и така натаму, што во овој момент не сум ставена во ситуација во која што би требало да бранам нешто што би било во негативна смисла, туку напротив, сум во ситуација во која што можам навистина да бидам горда на владата прво во која работам, горда на политичката партија која што ја предводи владата, затоа што навистина покажа едно друго ниво кое што ние во минатото, морам да кажам, не само што не го гледавме, туку гледавме многу поразличен пристап во едни такви кризни ситуации кои што ги имавме. Владата уште пред 2 недели имаше вонредна владина седница на која што тогаш ја донесе онаа првична мерка за намалување на ДДВ-то од 18 на 10%, па секојдневно би кажала неколку пати во денот се одржуваа и состаноци и координации по односно оваа тема, се со цел да ги следиме активно состојбите за да дојдеме до конкретни мерки кои што директно ќе помогнат на граѓаните. Така беше и оваа недела по истекување на тие 2 недели. Повторно на владина седница се донесоа нови мерки со кои што се продолжи онаа прва мерка за намалување на ДДВ-то и воедно се донесе и намалување на акцизата, со што ние превениравме дополнителни ценовни шокови, односно поскапување на горивата со оваа одлука која што денеска имаше регулаторната комисија за енергетика. Состојбата е навистина непредвидлива, се менува од ден за ден, ги следиме цените на берзите, но сме влада која што навистина има план како да се справи со оваа ситуација. И тоа произлегува од неколку клучни работи. Затоа што кога велиме се справува, мора да имате вие некоја позадина како ќе успеете да се справите, а тоа е онаа ликвидност на буџетот која што ја овозможувате, ја градите целиот изминат период. Веќе одминуваат скоро 2 години од мандатот и можам да кажам дека ние сите изминати 6 квартали имавме раст на бруто домашниот производ од 3%. Тоа донесе една подруга стабилност на оваа влада да може да ги менаџира евентуалните кризи кои што би настанале како што ние во моментов имаме. Така што ништо не се случува, би кажала, преку ноќ, ништо не е случајно во водењето на тие политики. Ние постојано говоревме дека економијата мора да биде приоритет, дека мора да мислиме и на граѓаните, и на бизнис секторот, да не дозволиме да има големи потреси, така што очекувам дека и во идниот период, доколку состојбата ескалира, доколку навистина станува збор за фактори кои што не зависат од нас, ние сме спремни да реагираме како влада соодветно и навремено. Ова е нешто чишто заложник сме како надворешен фактор зборуваме, не можеме колку можеме да реагираме, но сепак имаше уште еден преседан, би го рекол, позитивен во дејствувањето на оваа влада. Првпат седнавте и со домашните компании, како Окта, и договоривте и тие, пројавија
интерес и желба да помогнат на народот, нели? Ова не се случило порано, барем еве 27 години работам, владата да соработува со едно јавно-приватно, би го рекол, нашега партнерство, но нешто што е за добробита на сите граѓани, ама успеавте да ги договорите и да, нели, да го направат тоа што го направи. Знаете како, ние и во минатото говоревме дека владата мора да има капацитет за водење на диалог со сите. Так. Една страна се економските чинители, од друга страна се социјалниот диалог кој што мора да го имате и така натаму. Значи сите општествени чинители мора да соработуваат со владата, односно владата да соработува со нив, како ние би имале, нели, очигледни резултати кои што директно ќе влијаат на граѓаните. И тоа е клучната работа која што како влада ја имавме зацртано и беше наш приоритет, а тоа е да ги отвориме вратите, да го водиме диалогот со сите, да покажеме стабилност за бизнис секторот, да можеме да ги презентираме работите во делот на економијата, какви се, и да покажеме сите едно повисоко ниво на општествена одговорност, зашто јас истото го поздравувам од секој оној кој што во овој момент се однесува на начин на кој што е соодветен да се однесува во криза. Дали е премногу да се рече дека Македонија после долги години она што бевме, за жал, нели не бевме баш некој си пример за ништо. Еве, дали може да се каже, дали е преегоцентрично или не, дека конечно станавме еден регионален центар за стабилност, еден пример за действување. Мајки ги предвид цените на сите, доаѓав сега на работа, случајно останав така, нели, без гориво. Пола Косово беше на бензинската, која што е на Качанички пат, се шегувам, пола Косово, но сите полнато тука, знаеме на границата јужна се полни од Албанија доаѓаат, од секаде доаѓаат, значи нашите соседи. Дали ова знак дека конечно станавме нешто посериозно и како што многумина и велат регионален центар така за стабилност? Доаѓајќи навака, јас го забележав возила со регистрации од таа држава и можам да го потврдам тоа што го говорите. Не знам дали е егоцентрично, но мислам дека е сосема реално да го кажеме, затоа што не е нешто кое што го пласираме во јавноста само како теза, туку е покрепено со факти. Од друга страна можеме да посведочиме и на други медиуми ширум регионот кои што ја потенцираат и зборуваат за Македонија како земја која што во моментов има навистина најниски цени на горивата. И тоа е факт и тоа ниту го измисли владата, ниту вие, ниту јас. Од друга страна, да, можам да кажам дека навистина покажавме едно подруго светло, за разлика од она како ние бевме презентирани како држава изминатите 7 години под раководство на СДСМ и ДУИ. Навистина бевме држава која што молеше за помош, на која што секој гледаше со сожалување, на која што навистина имавме редици на колони на возила кои што ги напуштаа границите за да земат нешто од соседна држава, а сега имаме редици на колони на возила кои што доаѓаат да земат нешто од кај нас кое што е подобро од тоа што тие го имаат. Така што тоа е клучната разлика која што ја потврдува тезата дека навистина владата успеа да остане стабилна во едни вакви состојби. Ке слушнеме различни размислувања по оваа тема, не сте во право и така натаму, меѓутоа фактите зборуваат погласно од сите други, би кажала, кои што ќе користат оваа состојба да би кажала да ја нападнат владата или да не го признаат она кое што владата го сработила. Меѓутоа се чувствувам горда, верувам дека и граѓаните се горди, верувам дека да треба да покажеме едно повисоко ниво на, би кажала, раководење, менаџирање со институциите. Клучната разлика е што во овој момент ние имаме систем кој што го подкрепува се она што го прави владата. Во минатото се луташе, се немаше стратегија, се носеа политики кои што за неколку дена потоа се променуваа, се немаше предвидливост, бизнисот ја немаше предвидливост, не се знаеше што ќе донесе мерката, некако како да ги тестираа сопствените идеи, а некако да нудаа решенија за проблемот. Така што ценам дека да, успеавме како влада да покажеме една стабилност во регионот. Оние дежурните баратели на вакното во јајцето, сепак ова ќе го протолкуваат како популизам. Го читаме тоа по страниците, оние така наречени нели економски експерти, знаеме со кого врзани децении се веќе во прашање. Никој во Македонија одамна не пие нафта прескапа, велат како прво, како второ, ја има сепак, така што не е тоа причината, но велат дека ова ќе се одрази на буџетскиот дефицит и многумина го поставуваат прашањето дали
воопшто ние како држава можеме да си го дозволиме овој луксус, зборуваме за акцизата, нели и за ДДВ-то од нафтата и од бензините. Јас мислам дека клучното прашање што секој треба да си го постави е тука, а можеме ли да си дозволиме да не реагираме? Так. Можеме ли да си дозволиме како држава и како влада да останеме неми без предлог решенија и да немаме капацитет да ги спроведеме сите овие мерки? Тоа не смееме да си го дозволиме. А ваквиот начин на менаџирање не само што мораме едноставно да го направиме, затоа што така покажуваме дека оваа влада работи во интерес на граѓаните. Граѓаните го даваат гласот на избори, а даваат довербата и очекуваат вие да бидете стабилни, вие да носите мерки и решенија не само во моментите кога е добро, туку особено во моментите кога навистина граѓаните се чувствуваат поранливи или имаат поголеми потешкоти. Затоа е тука владата да ги олесни сите тие состојби. Не е популизам, мислам дека е еден начин на раководење на кој што можеби на граѓаните им изгледа сега како новитет, но тоа треба да не биде исклучок, туку да биде правило по кое што ќе се водат институциите и сега, но и во иднина. Вие сте сепак народна партија, останувате значи на прво место да ви биде народот, секако пресметките се тука, но останува фокусот на она кое што беше запоставено оние 7 години го немаше никаде. Затоа и ги споменав оние претходни состојби кои што ние континуирано ги комунициравме во делот на економијата, во делот на буџетот. Да, во овој момент навистина буџетот се соочува и државата и владата со потешкоти од причина што многу работи наеднаш се насобра и се многу работи кои што се наследени од лошото раководење на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Тука се враќањето на оние милиарди евра долг кои што ги оставија, тука е враќањето на оној солидарен данок кој што го презентираа како соодветно решение и каде што сега средствата од буџетот треба да им бидат вратени на бизнисите. Тука се оние нови колективни договори за покачување на платите кои што ги постигнавме, каде што треба навистина и во делот на образованието и во делот на здравството да има една, би кажала, завршница во делот на нивното покачување кое што е согласно закон. Така што да, владата има капацитет затоа што изминатата година и половина работеше домакински, работеше на вистина со скратени ресурси, но со апсолутен максимум во делот на капацитетите со кои што располага. И ценам дека таквата политика и таквиот начин на менаџирање предонесува за поголем резултат. Останува ли она дека нема да и сега за сега дека нема, но и натаму во подолг период како што е планирано, нели ОКТА ги држи цените до крајот на април, мерки ведевуваат, сега за сега нема огромни нели флуктуации како што има на запад, еве во нашето соседство има во ограничување по 20 литра гориво. На запад се планираат оние стари XU и на почетокот на независноста познати методи со пар, не пар, со кај да е предпоставам и бончиња ќе почнат да делат. Кај нас нема се уште план никаков за некакви си рестрикции. Во овој момент не гледаме дека има простор или потреба за такви мерки или такви рестрикции како што велите, од причина што цениме дека состојбата на пазарот со енергенси е стабилна, барем така не уверуваат. Од друга страна, државните резерви се во полн капацитет, можеме истите да ги ставиме на располагање доколку се случи некоја неочекувана состојба и цениме дека во овој момент треба да покажеме една, би кажала, стабилност, за она што говоревме малку претходно, за помош на регионот и на државите околу, затоа што во овој момент владата има капацитет истото да го направи. Се разбира, состојбите се менуваат од ден за ден, така што и ние ќе се адаптираме, но не да реагираме од кога ќе се случи состојбата, туку ќе ги анализираме состојбите и навремено и конкретно и ќе носиме мерки и ќе ја информираме јавноста. И покрај се, опозицијата, особено СДС, не престанува да ве критикува дека досните со мерките. Еден пратеник од вашите редови минатата недела токму кај мене изјави со факти дека тие ги препишале нивните мерки кои што ги нудат сега од вас во времето на короната, ако погледнете на вистина тие се тие, но еве, ги имало, вие не ги прифаќате, зошто одите со задоснети мерки, што би рекли? Комплетно не можам да се согласам дека мерките се задоцнати. Првата теза која што ја побива оваа нивна, би кажала, невистина е дека
владата носи мерка ден пред да се донесе било каква мерка за покачување на горивата и никако не може истата да биде задоцната. Знаете како? Социјалдемократскиот сојуз се навистина изгубени во времето и во она што навистина се случува, немаат капацитет да ги анализираат состојбите. На дело покажаа дека не знаат како се води кризен менеджмент, не знаат како се менаџираат институции во една таква состојба. Бевме навистина во многу лоша состојба под нивната палка во тоа време, кога требаа навистина да понудат помош. Бевме сведоци на едно катастрофално менаџирање и раководење, каде што приоритет беа криминалот и корупцијата, а не помошта кон граѓаните. И некако навистина ми е незгодно да слушам лекции или совети од луѓе кои што се она што го направија денеска носи негативни резултати и дополнително не успеа тогаш да слушнат или да отворат диалог со некој кој што навистина знаеше како треба и во тие моменти да се реагира. Тие гледаат на ова како на трка од 100 метри која што има почеток и крај. Напротив, кога носите вакви мерки, треба да знаете дека пребрзите мерки можат многу брзо да ви ги потрошат ресурсите, а доколку се задоцнати, истите навистина многу да ја чинат државата, така што е многу важно вие да ги анализирате навремено и навремено да постапувате, што е резултат на она што ние денес го правиме. Марија, ме зачудува уште еден факт, не знам зошто, барем во ова дигитално време, мисля дека имаме меморија на златна рибка. Денеска е многу едноставно. Со еден клик се враќате многу години наназад и при тоа можете да приметите дека 2022 година на просечна плата од околу 15.000 денари, која што сега е 24, односно на минимална 15-24, просечна 25-6, сега 46 и повеќе. Имаме цена на бензините, на нафтата од 107,5, бензинот 110, 98-цата 112 денари. И сега една работа ме мачиеве како граѓанин, бидејќи го проживеавме тоа што го проживеавме, зошто тогаш во такви услови на не 50-80 на 100 помала куповна мок според минималната и просечната плата, зошто она сегашна опозиција која што нели бара тоа и тоа и тоа, не го направи она што го направи владата во рок од 2 недели. Зборуваме за ДДВ-то намалувањето од 18 на 10 и за намалувањето на акцизата. Зошто тогаш тие не го направиат? Еве веќе кога критикуваат, фактите се тие. Зборуваме за многу помала куповна мок, не мрдна со прст, да не се лажем. И сега на малку дволично изгледа кога некој од друга позиција сега, нели, соли памет, народски кажа. Многу е лесен одговорот. Две работи беа карактеристични за нивното владење. Првата беше неспособноста, а втората беше криминалот и корупцијата. Токму тие две работи се одговорат зошто тие не го направија тоа што требаше да го направат тогаш. Затоа што прво беа неспособни, затоа што не знаеа како да се справат со состојбите и затоа што наместо да размислуваат за позитивни политики кои што навистина ќе ги олеснат и така катастрофалните услови, тие мислеа на криминал и корупција и имаме безброј примери за кои што сме зборували и за кои што сум сигурна дека јавноста добро ги памети, затоа што човекот секогаш најдобро ги памти состојбите кои што му се случиле во оние најтешки периоди, а тоа беа тешки периоди за Македонија и за граѓаните. Така што верувам дека ниту граѓаните заборавиле, ниту па ние сме заборавиле. Меѓутоа, клучната работа што тука се поставува како прашање е што денеска тие нудат на граѓаните. Дали денеска ценат дека ако има соопштение со кое што ќе нападнат мерката на владата, дека ќе добијат некои плюси, дека тоа е работа на опозицијата, само да критикува, но не аргументирано, или би требало да размислат како да придонесат подобро кон олабавување на она што сакаат да го презентираат во јавноста, тоа е страв, паника, да градат лажни наративи, да треба ние постојано да се објаснуваме за состојбите кои што тие ги пласираат, а да мислат дека ќе не дефокусираат и така натаму. Добро ја знаеме тактиката на Социјалдемократскиот сојуз, добро ја знаат и граѓаните. Навистина ова се едни празни соопштенија на кои што и празни би кажала тези кои што ги пласираат, кои што не заслужуваат ни внимание, но во политиката мора да одговорите на оној кој што вие од спротивната страна, така што како влада ќе одговориме со позитивни мерки, со решенија, со напредок и со резултати кои што на крајот ќе го потврдат она што го зборуваме.
Зборуваме за две кризи многу блиски, реално една до друга, или барем таа е последната што ја паметиме, она корона кризата, во која што имавме несреќа да не води тој што не водеше, но една слика ми останува во умот кога ќе ми текне на корона кризата, задействувањето на тогашната врхушка, нели, на власта. Прво е корона бизнисот со вакцините, нели, а втората работа е ден денес не можам да си го објаснам јас барем лично тоа, иако сум моторџија, како тогашниот премиер со тогашниот негов министер за здравство, кој што сега е председател на партијата, претпоставувам тоа беше неговиот процес на иницијација да го провери дали е добар и дали одговара на неговите потреби. Среде короната, кога многу луѓе, најмногу во светот на моменти, кај нас процентуално, умираа од таа корона, тие се возикаа со нивните BMW-ња од 30-40 илјади евра насмеани. Сега, ајде возеле, ајде моторџија сум, разбирам, ти треба да се издуваш, се сликаа насмеани. Еве се замисли направи споредба, премиерот Мицкоски со министерот за здравство или со кого било да седне да вози мотори во време сега кога не умираат луѓе. Ама ќе речат одма, нели, па скапи се бензините, нафтата, обон. Тогаш се случуваше тоа што се случуваше. Тие до толку аздисуваа, толку им беше тоа како дарено од Бога, што, нели, мене таа слика ми остана од тој период како една неверојатна слика на нешто што не смееше да се случи. Така ја третираа власта, како да им е подарена, незаслужена, како да тие едноставно имаат право и тие се единствените наследници на власта. И вториот момент е непочитувањето и деградацијата која што континуирано ја правеа кон граѓаните, затоа што ги третираа на начин на кој што ги третираа. Ваквото однесување, секогаш велам, во политиката треба да имате едно малку подруго ниво на однесување, затоа што сте носител на јавна функција за која што граѓаните ви ја дале довербата, треба да испорачате резултати и тука треба да заврши апсолутно целокупната ваша презентација пред граѓаните. Ниту граѓаните ги интересира што правите во приватно време, ниту па треба вие да истото им го презентирате континуирано, особено не во моменти во кои што, ете како што кажавме, имавме лоша состојба. Начинот на кој што ја вода власта, не размислувајќи за последиците кои што ќе ги остават. Ја спомнавте корона кризата, таму и човечки животи загубивме, најмногу во Европа, на вистина имавме огромна смртност за жал поради погрешни пристапи, погрешни политики, немање капацитет да побараат начин и методологија која што се спроведува некаде, па да можат да ја применат истата кај нас и едноставно целиот тој циклус на водење на власта ги донеса до еден ваков катастрофален пораз кој што денеска се на маргините во сите, би кажала, јавни анкети, истражувања на јавното мислење, не залуден е таквиот резултат, граѓаните не забораваат и граѓаните се мудри и знаат дека тогаш кога навистина ќе се вложите, ќе работите честно, посветено, тогаш ќе ја добиете довербата. Оној момент кога нема да го направите, тоа ќе ја загубите истата. Во меѓувреме, веќе скоро 2 години каде и да ќе направите, нели, за 2 месеца скоро, но она со кое што се справувате, всушност вие работите и правите, но во меѓувреме мислам дека најголем дел од вашиот капацитет го насочувате кон справување со жешките костени кои што ви ги остави минатата влада. Зборуваме за буџет кој што беше направен да функционира до половина година, до моментот кога тие падна, Македонија немаше веќе буџет. Зборувам за половина од јавните фирми, тука се македонски шуми, водостопанство, железници, немаа плата неколку месеци земено. Зборувам за едно кукавиче јајче кој што се вика двојазичност, кој што ден денес гледаме оние протести од Дуи и тоа да не се лажеме, се гледа контурата на Дуи во целата позадина и тие орнаменти кои што ги имаше на протестите, но нешто што не требаше, кое што беше одбиено дека е неаргументирано, таква нешто нема, па сега некој балансира. Зборуваме за евроинтеграциите. Го прифатија тој небулозен бугарски предлог, бил француски, нели како да не, го направија тоа што го направија, нашите евроинтеграции се заглавени заради нив, а ден денес тие го прават тоа што го прават, така што се што правите, буквално верувам и ден денес, не се што правите, но најголем дел од времето и енергијата ја насочувате со справување на, буквално кажано, кукавичите јајца кои што минатата влада ги остави заради нивни, нели, лезет, комоција да се имаат со својот коалиционен партнер ли, со странскиот фактор, со кого и да е, цело време по линија на
помал отпор, она безрбетност, коленичење, кукавичлук, како и да го наречеме, оикофобија, самопрезир, автошовинизам, многу зборови имаат кои што нели едноставно им одговараат, но еве продолжувате да се справувате со тоа. Мораме од причина што не би можела да го постигнеме она кое што сме го ветиле пред граѓаните доколку не ги средиме состојбите кои што се напластени буквално. Ги набројавте огромен дел од нив, да не го заборавиме здравството, образованието, да не заборавиме што се случува со социјалните политики и каква состојба таму оставија, да не заборавиме во делот на администрацијата, во делот на правдата, владењето на правото што направија, така што нема ресор, нема сегмент од општественото делување кое што навистина него урна. Сега во таква ситуација јас можам да дадам конкретен пример се со цел да презентирам како ние гледаме на тие работи. Едната работа е да ги средиме сите тие работи затоа што мораме, затоа што само така ќе го изградиме системот за кој што континуирано зборуваме дека мора да ги градиме темелите. Мора да ги изградиме здрави темели за да не можат истите да бидат така лесно од такви мекотели политичари како Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ да ги урнисаат буквално на секое поле. А од друга страна, еве вие може да видите дека во овој момент едниот сегмент на кој што сме посветени е менаџирање на оваа криза со енергенсите, енергетската криза која што се случува, но од друга страна можете да го видите премиерот за време на викенд во општина Илинден, каде што се започнува со изградба на училиште. Можете да го видите во Тетово, каде што е завршена изградбата на мултифункционално инклузивно училиште. Можете да го видите премиерот денеска во Министерството за здравство, каде што имате 6 нови оперативни сали и така натаму, да не редам и други примери. Можете да видите состојбата во буџетот каде капиталните инвестиции немаат намалување, каде што навистина се продолжува со интензивна работа. Можете да го погледнете извештајот од кредитни агенции за рейтинг каде што велат дека Македонија, точно, Македонија го задржува кредитниот рейтинг, затоа што водела предвидлива економска политика, затоа што навистина гледала како треба да се движи состојбата во рамки на буџетот и во рамки на онаа макроекономска политика која што ја има. И не е тоа залудно. Тоа е многу работа, многу посветеност. Да, мора да ги решиме состојбите. Мора едноставно да ставиме рез и да кажеме дека мора да функционираат работите. Многу негативни состојби оставија Социјалдемократскиот сојуз, но мора да поставиме приоритети каде ќе се позиционираме, каде ќе го дадеме на почеток нашиот максимум, а со текот на времето сите да ги решиме, да ги подобриме, да ги направиме функционални, а воедно да менаџирате она што ви се случува како надворешен фактор, тоа е енергетската криза и да продолжите со капиталните инвестиции. Тоа е клучот за да имате добри резултати. Останувате насочени кон онај што го спомена дел, ти зборуваме за хируршките сали кои што денеска беа отворени и според најавата ќе бидеме по завршувањето на сите, може би најдобри во регионот, она најболна, буквално кажано, рак рана на македонското општество, нешто таложено со децени, нешто што се вика сектор здравство, сектор што значи живот, ама сепак има страшни работи во него кои што треба да се средат. За жал не можеме се наеднаш. Едноставно толку се ресурсите и капацитетите, но максимумот го даваме дел по дел да ги решаваме и тоа е нашата цел, особено во делот здравство. Точно е тоа еден од можеби најранливите ресори, затоа што директно граѓаните имаат комуникација со здравството на секојдневна основа и таму се гледа првиот пристап колку државата навистина вложува. Ќе ве потсетам само дека се водеше кампања пред 7 години живот за сите и бесплатно европско здравство. Завршивме со криминал и корупција во делот на вакцините, со провизии за вакцините, завршивме со нереализирани клинички центри, да не ја заборавиме онкологија, да не заборавиме дека зима паушали за изградба на клинички болници кои што ден денес никаде не можеме да ги видиме. И кога имате вие една толкава голема, би кажала, состојба на потрошени и финансиски средства и ресурси, но најважно од се и време, потребно е можеби повеќе време за да ги вратите работите, но не работиме така, ниту ќе работиме во иднина. Јас сум сигурна дека истото ќе вроди со резултат. Една паралелна би ја нарекол рак рана на македонското општество, зборуваме за тотално руинираниот, девастиран, разрушен правосуден систем.
нешто кое што најмногу ги боли граѓаните покрај здравството кое што живот значи, но ова е нешто поради кое што се губи довербата во државата, воопшто во системот, затоа што функционира онака како што функционира. Се изнагледавме особено оние 7 години на многу работи кои што не смееше да ги видиме, буквално забрането за помали од 18 години требаше да пишува на тие содржини поврзани со Катица Јанева, со Кацарска, со Русковска, со сите оние кои што се истопорија и го направија тоа што го направија, и заради кое што падна тоа на 2%, а некогаш беше 1% на обвинителството. Еве, се работи на реформите во правосудството, започна буквално кажано така посилно пред крајот на минатата година, како најава едно интро за ова што следуваше во втората, тогаш беше и разрешувањето планирано, па тој си даде еден час предходно оставка тогашниот државен јавен обвинител, заштитник на компанијата во СДС Коцевски. Еве сега имаме и нов државен јавен обвинител кој што внесе многу немир во редовите на СДС. Еве, недела дена како со дрвја и камења буквално фрлаат по Ненад Сабевски, прогласувајќи го, нели, за ваш шпион, де премиерот го контролирал. Како дојде до ова, јас искрено како граѓанин не видов ништо спорно. Ленче Ристовска требаше да си оди од каде што си оди, даде дури оставка, а си отиде затоа што и беа земени предметите кои што никогаш ни на сон не смееше да ги има, човек кој што е, нели, буквално кажано со таков антагонизам кон вашата партија, не само неа, она што се случуваше, еве, зошто Савевски заслужи вакви навреди, нели, квалификации и клевети од страна на СДСМ. Што толку се уплашија, Марија? Затоа што го немаат очигледно заштитникот на нивниот криминал и корупција, и затоа што јас не паметам, а мислам дека и граѓаните, а мислам дека и не се ни случило, да имате вие предлог за избор на државен јавен обвинител, како што имаше оваа влада, кој што ќе помине со позитивни коментари, поздравување за начинот, поздравување за личноста, за човекот кој што го нудите, но не од луѓето кои што се блиски на еден или друг начин до власта, туку од луѓето од фелата, да видите вие коментари и поздравувања дека веруваат дека тој е човекот кој што треба да застане, тогаш знаете како влада дека сте го направиле во тој момент вистинскиот избор. Сега од друга страна имате Социјалдемократскиот сојуз со пресконференција на која јавно изразуваат поддршка кон обвинител, за кој што целата јавност знае и слушна од друг јавен обвинител, кој влегувал во тоа специјално јавно обвинителство, во доцни часови, поранешен премиер, и кој нарачувал кој предмет ќе се стави на дневен ред, кога треба да се заврши и како. Ви имате јавен обвинител кој што бил дел од една таква состојба, која што комплетно придонела за нарушување на довербата во правосудството во целина, и вие имате политичка партија која што јавно, недвосмислено излегува во одбрана и на истиот тој јавен обвинител. Колку поголем доказ за тоа дека тезите наши се вистински, правилни, реално одмерени и дека на вистина нашата желба е конечно владење на правото, без притисоци, без нарачки, луѓе со интегритет, луѓе со професионално искуство, луѓе кои што имаат богата биографија зад себе, кои што го вложиле целиот свој професионален ангажман во рамки на правосудните органи, кои што немаат црна дамка, кои што не се терет на правосудството, туку напротив даваат некоја додадена вредност кога ќе ги споменате. Кога конечно Социјалдемократскиот сојуз ќе разбере дека се додека не почне владење на правото во буквална смисла на зборот, кон секого, ние се дотогаш ќе имаме разурнато општество и многу слаба демократија. Ако ние говориме дека мора да одиме чекор напред кон тоа, дали се очекуваше поразличен исход од владата на Македонија во однос на предлогот на државен јавен обвинител? Дали ние требаше да предложиме споменатиот јавен обвинител, кој што до тој момент буквално на секоја телевизија зборуваше дека е направен неправилна селекција во однос на незината кандидатура,
дека сега и тогаш бил моментот каде што таа сметала дека е созреа на општеството за правда, за само една недела или некој месец по нејзиниот неизбор, или само за неколку постапки кои што се во согласност со закон, а беа од страна на новиот државен јавен обвинител, да видиме дека поднесува оставка и дека нема простор за борба за правда. Многу се лесни овие работи да се видат, да се зборуваат, да се прочитаат меѓу редови и да сватат граѓаните дека не е тука жилбата за право и правда, туку жилбата е за заштита на криминалот и корупцијата на една политичка партија. Тоа не можеме и не смееме да го дозволиме. Како што кажав, денеска е дигитално време, многу е едноставно. На сите оние кои што имаат дилема еве околу Савевски, го работам ова 27 години и факт е дури претходните влади на ВМРО ДПМН има републички јавни обвинители кои што беа блиски до нив. Дали тоа нели идеолошки или како и да е, за СДСМ да не зборуваме. Значи особено овие двајцава кои што беа Јовевски и Савевски, а не па со она банда околу нив, оние трите ѓаволици со нели бандитите од 4,6 милиони. Ги слушавме минатата недела кај мене беше Сотир Костов со бројките што ги земале. И тоа незаконски, тоа е фрапантно, нели, и тоа да го оправдувате, не знам. Но еве како очекуваш од едни такви луѓе, какви што се СДСМ, кои што 7 години го распупија суството, ако се сеќаваш зборовите на нивниот тогашен, а и да не се лажеме, сегашен лидер Заев, нели? Тие да сватат дека некој може да направи такво нешто и да стави некој независен. Јас ги читав интервјуата на Савевски, колку толку од фелата и го знам, нели, според колегите, не е тоа мој сектор, нели? Но еве нека ги прочитаат неговите интервјуа, нека видат неговата позадина и сивито, дека нема благе везе, што би рекол наредот, со поврзаност со некоја партија, напротив, но мислам дека нивната матрица не може да им дозволи да сватат дека такво нешто е возможно, некој да стави некој што нема да го брани во иднина. Мислам дека не им дозволува, нели, тој мајндсет нивните да го сватат. Времето ќе го покаже она што го превземаме како чекори. Многу често зборувавме дека и претходниот државен јавен обвинител Куцевски ја доби шансата. Имаше шансата да покаже дека ние сме биле погрешни со изјавите и дека тој на вистина се бори со криминалот и корупцијата. Ја имаше шансата. Да, тие го сменија за месец дена, Зволевски, Бог да го прости. Да? Тие не само што ги сменија обвинителите, туку буквално сите јавни функционери со една одлука на влада ги променија. Добро паметат граѓаните што се случуваше тогаш. Овој државен јавен обвинител од оваа влада, предводена од ВМРО ДПМН, ја доби својата шанса да покаже дека на вистина ќе се бори против криминалот и корупцијата и нема да биде негов заштитник. Напротив, го покажа сосема спротивното. Па на секоја владина седница, скоро секоја, прва точка на дневен ред започнува со разгледување на извештај од Државниот завод за ревизија. На прашањето дали овој извештај е проследен до обвинителството, одговорот од Државниот ревизор е дека да, истиот е проследен. Ние не гледаме ниту една покрената постапка. Да не зборувам за постапка покрената под допрен глас или за постапка која што навистина заслужува внимание или јавноста чека одговори. Не постоеа такви. Ние слушавме само политики од тие државни јавни обвинители, а не гледавме спроведување на правото. И тука е клучот кој што тие не можат сега да го разберат. Затоа што јас не можам да видам дека сега се зборува на политички тон таму. Јас можам да видам дека се зборува согласно словото на законот, дека се зборува согласно надлежностите кои што ги имаат, и очекувам така да се продолжи и во иднина. Затоа што доколку и тоа се промени, ние повторно ќе имаме состојба каква што сме имале. Не очекувам дека така ќе биде, но мора очекувањата да ни бидат високи, да не речам превисоки, за да можеме да го достигнеме она што навистина го сакаме, а тоа е конечно владење на правото. И покрај кризата, мислам дека можеби ќе ве успори можеби некако што кажавте, крајот на годината почна оној така наречен најавен ремонт на правосудството со серија закони кои што се нели во процедура, со промената конечна на оној кој што не требаше ни толку време да остане. Останувате на таа линија, вие сте извршна власт, но сепак да и помогнете на оваа, како ќе речеш оној црпнатиот од нива, замумулено, затутулено секторче да застане бидејќи основа на приказката на еден државен систем. Продолжувате со реформите? Апсолутно да. Министерството за правда има обврска. Се она што е дел од извршната власт се однесува на законите за владење на правото, како што го споменавте, кривичниот закон, законот за судскиот совет, законот за јавно обвинителство. Тоа се се реформски закони кои што
да потсетам јавноста, со европски знаменца беа менувани за 20 на минути во собранието. На сила, со бришање на членови, додека од друга страна велеа ние сме за Европската унија. А внатре дома правеа вакви потези во рамки на законодавниот дом, сето тоа беше поддржано од страна на извршната власт. Така што такви состојби денеска граѓаните не можат да видат. Можат да видат отворени јавни расправи во рамки на Комисијата за политички систем во рамки на собранието. Можат да ги видат министрите како организираат јавни расправи при носење на нови реформски закони кои што мора да се променат. Еден таков пример е законот за високото образование. Без разлика колку и да се разви дискусија во јавноста по однос на тој закон, без разлика колку и негодување да имаше, сепак сите се настават дека тоа треба да се промени. Тоа е отворен, широк процес каде што се слушаат мислењата на сите чинители, на граѓаните и потоа како влада се носат одлуки. Така ќе продолжиме и во иднина и сите оние закони кои што се и дел од реформска агенда и она што значи напредување на состојбите со измени, со дополнување ќе ги направиме затоа што тоа е работа на извршната власт да ги дава предлозите до собранието, па и собранието само да иницира промена на закони, како што е и случај до сега, да биде активно, да ги води процесите во делот на законодавниот дом, се со цел да се овозможи и на таа јавно обвинителска и судска фела на вистина да функционира во согласност со законите. Значи не го правите сето ова за партизација на судството? Апсолутно не. Так. Апсолутно не. Ниту имаме таква намера, ниту цениме дека тоа ќе го даде резултатот за кој што ние се бориме и на крај резултатот кој што сме го ветиле и кој што граѓаните го очекуваат. Имаме уште теми за отворање. Со нас е Марија Митева, ќе зборуваме за евроинтеграциите, за продолжувањето нели на инфраструктурните капитални проекти, за она што ја очекува Македонија во 2026 година. Се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостина Марија Митева. Зборувавме на многу теми во првиот дел, особено голем простор оставивме на она актуелната криза предизвикана од Блискиот Исток, надворешен фактор кој што сепак нели може да се контролира внатрено, не однадвор, но еве Македонија откако дојдовте на власт, влезе и во една, да не речам, градежна офанзива. Македонија се гради, доколку ние предходните нема преместено камче или заковано шајка, гледаме особено во рамки на инфраструктурата, на автопатиштата и сето тоа што требаше да се прави, нели? Се гради, но кризата доаѓа. Дали ќе има ова ефект некако врз овие капитални инфраструктурни проекти или сепак ќе продолжи нивната реализација? Јас очекувам дека ќе продолжиме со она брзо темпо кое што го имаме во делот на капиталните инвестиции, во делот на инфраструктурни инвестиции, во делот на здравствени, образовни и така натаму. Навистина имаме силна агенда поставено како влада и мислам дека добрата предвидливост на состојбите која што ја правиме, но од друга страна и доброто менаџирање на сите оние проекти кои што ги имаме ќе не донесе до една фаза на вистина на реализација, затоа што сметам дека нема да успееме да задржиме добра буџетска кондиција доколку капиталните инвестиции ги немаме. Ние континуирано го зборувавме тоа дека во минатото имаше слаба реализација на капиталните инвестиции, дека тоа придонесуваше за навистина во буџетот да не се слеваат пари. Навистина имаме зголемени приходи во буџетот, работиме и на тој сегмент во рамки на царината, во рамки на управата за јавни приходи. Навистина гледаме од секој сегмент кој што можеме да ги засилиме позициите, да имаме навистина една предвидливост и таа предвидливост да можеме да ја продуцираме во работа и во резултати и во реализација на капитални проекти. Очекувам да продолжиме и во следниот период со исто забрзано темпо. Се разбира, мора да размислуваме како да не влијаат овие состојби врз делот на транспортот и врз делот на останатите состојби. Затоа работиме на нови инвестиции, затоа размислуваме како да ги прошириме соработките и со останатите држави. Затоа претседателот на владата зборува за една нова, би кажала, регионален центар на земјите кој што ќе биде во Скопје, ќе се однесува на делот на енергетиката. Зборуваме за некои визии кои што ги имаме, кои што ќе ни придонесат да имаме поголема стабилност во периодот кој што следи, доколку ја немавме ние оваа состојба која што се случува
и која што е надворешен фактор, ние навистина ќе бележавме огромен раст на бруто домашниот производ. Навистина бевме во првите 5 земји со раст на БДП-то. Очекувавме дека така и ќе остане, но сепак, еве ќе направиме уште една мала споредба со менаџирањето на состојбите во минатото, кога инфлацијата во еврозоната беше едноцифрена, во Македонија беше двоцифрена. Ние сега и гледаме благо, очекуваме благо покачување на инфлацијата поради состојбите, но нема да биде драматично или онака како што беше. Така што мислам дека водиме политика на предвидливост и стабилност и мислам дека и бизнис секторот тоа го препознава. Навистина имаме голема градежна експанзија. Јас можам да видам навистина бизнис секторот дека е вложен, дека го има на терен, дека работи не само во градежништвото, туку и во сите сфери, така што очекувам дека и соработката помеѓу владата и бизнис секторот ќе продолжи и дека заеднички на граѓаните ќе им испорачаме резултати. Во првиот дел го споменавме и она кукавиче јајце, така наречено, во евроинтеграциите, оној прифатениот француски, така наречено, односно бугарски предлог, кој што буквално ја дигна рачната на македонските евроинтеграции. Тогаш вие во собрание, ние народот на терен им викавме, не ги носевме и оние маички вие во собрание. И ние надвор не го прифатија, тоа го направија, тоа што го направија за да сега ни тријат масло, нели, на глава дека ние сме го прифатиле. Тоа беа луѓе кои што беа на заминување, веќе има страшен пораст на тогашните претходни локални избори и со таков некредибилитет го направија тоа, но еве, тоа остана што остана, докаде сме со евроинтеграциите, заглавени повторно ќе кажам, тоа е факт токму поради некој што направи нешто во минатиот мандат. Тоа е резултатот од нивните повлечени чекори и тоа е резултатот кој што е денес на маса и за кој што сите сме свесни. И ова не е тема која што не е позната на јавноста, ниту па е тема на која што ние како владеачка партија сме го промениле ставот, што е многу важно да имате една конзистентност по однос на водењето на ваквиот начин на политика во делот на дипломатијата, затоа што само така преку една конзистентност и стабилност во тој дел ќе можете да се позиционирате како навистина стабилен човек со кој што или влада или институција со кој што ќе може да се разговара, преговара и да се наоѓаат решенија. Ние имавме луѓе кои што велеа ќе го најдеме патот и покажуваа на ваков начин со раката. Затоа што мислеа дека се можат да направат, затоа што ги манипулираа представниците на Европската Унија, велејќи им дека тие ќе ја завршат целокупната работа само доколку тие останат на власт. Тоа е добро позната нивна тактика која што ја применуваа, но на крајот сите тие лажни ветувања кои што ги дава и надвор и дома резултираа со едно погрешно, би кажал, решение кое што нас се уште не држи во онаа позиција од која што сме били уште од 2005 година, иако велеа дека ги започнуваме преговорите. Така што тоа е еден процес кој што навистина е тежок, комплексен и кој што зависи од многу погрешни политики низ годините наназад на Социјалдемократскиот сојуз. Што можам да кажам на оваа тема денес, а тоа е дека идејата за членство на Македонија во Европската Унија е приоритет на оваа влада, но дека пристапот кој што го имаме кон остварување на таа цел нема и не е ист како оној на Социјалдемократскиот сојуз, затоа што цениме дека врз основа на разговори и на дискусии ќе ја презентираме она наша вистината која што континуирано баравме да биде кажана, тоа е дека е доста од омаловажувања, доста е од негирања и по однос на македонскиот национален идентитет и јазик и култура и дека навистина треба да имаме едно рамноправно поле како и сите останати земји членки. Бараме решенија, зборуваме, комуницираме со сите наши европски пријатели. Можам да кажам дека навистина имаме една дипломатија од страна на Министерството за надворешни работи водена со дигнитет, водена со интегритет. Имаме луѓе кои што достоинствено не презентираат на буквално сите настани кои што се од европски, од светски рамки и јас чувствувам дека граѓаните конечно се горди и на тоа поле, затоа што во минатото малку и не се чувствувавме убаво кога ќе ги видиме како се однесуваа несоодветно, како зборуваа несоодветно и како навистина ја потценуваа Македонија и македонскиот народ надвор од дома. Денес сликата не е таква. Не ве навредува кога оние лицемери од СДС
ќе ве обвина за заглавени евроинтеграции, кога уште полицемерно ќе зборуваат за некаква си изолација, при тоа најмногу што ќе отидоа постојано беа во Софија или во Атина и во најдобар случај во Брисел, да не речам да ги шамараат малку за да го направат тоа што треба да го направат. Сега имаме една ситуација која што е можеби драстично различна, да речеме дури мал збор. Еве, бевте како влада во Унгарија, сега следува и одење во Америка на една огромна владина делегација во време кога светот е во криза, кога Америка е Америка, да не се лажеме. Целиот оној однос имаме она што се случува во Европарламентот, мислам дека известувачот е поголем македонецот, за жал многумина кај нас во опозицијата, кој што укажува на проблемите во тој француски предлог, во оној втор протокол кој што е проклет, според многумина и ќе значи тотално дозаглавување на македонските интеграции и се. Но еве, имаме од една страна лицемери, од друга страна вие изолираната македонска влада. Не може да ме навредува ниту мене, ниту било кој представник на владата и на институциите, кажано нешто од луѓе кои што немаат кредибилитет, ниту интегритет да зборуваат, особено не на оваа тема. Ќе ве потсетам дека пред само неколку месеци зборуваа за некаква резолуција за црвени линии. Замислете, оние кои што нема буквално ниту една црвена линија по однос на прашањата поврзани со Македонија. Денес, од денешна перспектива, само неколку месеци по губењето на изборите, тие на јавноста се презентираат како заштитници и како промотори на црвени линии за Македонија и македонските граѓани. Тотална хипокризија, тотално немање идеја во кој правец да се движат, тотално не знаејќи каква политика да понудат, се служат со вакви наративи, со вакви тези, мислат дека доколку ги повторуваат почесто истите ќе станат вистина и дека некој ќе им поверува. Затоа и на почетокот напоменав дека резултатите ќе зборуваат погласно од зборовите. Затоа што јас и вие можеме да дебатираме денеска, можеме јас да ги кажам ставовите, но ќе се видиме за некое време од денес и повторно ќе треба да се запрашаме што направивме по однос на се она што го ветивме, дали на вистина сме изолирани или на вистина градиме диалог. Ќе се надоврзам и на диалогот. Диалогот што го водиме дома е едната страна од приказната. Но диалогот кој што мора и го водиме надвор со нашите партнери е втората страна од приказната, на кој што оваа влада не заборава. И оваа влада, она што го зборува дома пред македонските граѓани, го зборува и пред представниците на Европската Унија. Па вие замислете, ние во изминатиот период имаме пресконференција на која што председателот на СДСМ, Венко Филипче, информира дека ќе ги информираат меѓународните представници за писмо за наводно блокирање на евроинтегративниот пат од страна на оваа влада. Замислете која е реториката која што ја користат, мислејќи дека со тоа ќе презентираат поинаква реалност пред нашите партнери од Европската Унија, а од друга страна беа најгласните луѓе против склучувањето на договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство. За каква прозападна политика зборуваме? Дури и на таков договор за стратешко партнерство, кој што беше поздравен буквално од сите, кој што отвара многу можности, тие седна и држа месеци на паника и на страв кај граѓаните за наводни мигранти. Толку треба граѓаните да им веруваат на Социјалдемократскиот сојуз. И затоа велиме секогаш со резерва да ги земаат нивните изјави, затоа што таму нема честност, таму нема стратегија и таму нема политика. Таму има само желба за власт, за заштита на криминалот и корупцијата на малкумина, кои што не се откажуваат од идејата дека Македонија е нивна својна, а не е Македонија на граѓаните. Мигрантите мина март рокот на Венко Филипче, но искрено кажано беа во право. Еве, доаѓавме сега во Алфа, на бензинската станица имаше многу мигранти од Косово, кои што заради ограничувањето на литражата кај нив и на цената која што е многу повисока, се на македонските бензински пумпи, значи и ќорава кокошка ќе колне некое зрно, така и Филипче погоди. Има економски мигранти кои што економски мигрираат во Македонија да наполнат гориво од Србија, не толку, но ги има од Грција еден куп, од Албанија и од Косово особено. Многу и сарказми и шеги можеме да кажеме на нивните тези за жал, меѓутоа морам да признам дека пласирајќи ја таа теза создадоа едно чувство на прашање во општеството. Од моето чувство е дека тогаш
се сензибилизираа на темата и си го поставија прашањето дали воопшто можеби нешто такво постои. Толку се обидуваа да наметнат тезата, Говор на омраз пласираат... имаше Марија во тоа, кон мигрантите, што е исто така грео. А се представуваат како социјалдемократи кои што треба идеолошки да имаат поинаква матрица во насока на определени состојби кои што се во делот на мигрантите и така натаму. Немаат апсолутно никаква корелација со нивните ставови, ниту со она во што би требало да веруваат и во политиките кои што би требало да ги промовираат. Затоа велиме, мора да бидат граѓаните внимателни дека секоја пресконференција, соопштение, јавен настап кој што доаѓа од представници на ова раководство на Социјалдемократскиот сојуз, кој што нема апсолутно никаква цел да придонесе кон подобро за граѓаните, напротив, мора да ги земаат со резерва затоа што ништо таму не е вистина, затоа што не работат со стратегија, затоа што расфрлаат пердови, затоа што мислат дека ќе не дефокусираат, ќе ни ја отежнат работата, дека повеќе ќе се занимаваме со нив отколку со работата која што ја имаме, но мислам дека залудни им се обидите. Нашиот приоритет секогаш ќе останат резултатите, работата, честноста, посветеноста, да направиме разлика и да ги направиме македонските граѓани горди. Еве минува и првиот квартал од годината, што да очекуваме во 26-та? Мораме да бидеме искрени и да очекуваме дека мора да работиме сериозно на полето на стабилизација на економијата и на она што се вели економски шокови во делот на состојбите, да се позиционираме цврсто и стабилно како што го правиме тоа и досега, да работиме и ќе се фокусираме на капиталните инвестиции. Очекуваме фокусот, како што најави председателот, да биде во делот на реструктурирање на политичката партија, веднаш потоа можеби некакви евентуални промени во делот на извршната власт и веднаш потоа да продолжиме со засилено темпо кон остварување на она што е делот владената програма за 2026 година. Ти благодарам што беше моја гостинка. Благодарам многу на поканата. Ми беше чест. Исто и мене. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.